Мојата порака до вас е дека сите ние сме заедно дел од Европа, од европското семејство. Секој од нас може да придонесе за нашата европска иднина, особено најмладите. Дали мислите дека Македонија заслужува да влезе во Европска унија? Да. Мислите дека ги исполнила сите услови за тоа? Па може уште нешто, некој работи што треба. А на што би требало да работи? Политичарите знаат повеќе, ние не може да кажеме ништо. А сметате ли дека би се подобрило животот докато влеземе во Европска унија? На што се надевате подобро ако влезе? Мислиме оти некои бенефиции ќе има повеќе. За плати, за пензии, за други работи. Па што знаме овие работи околу правда, сега онака општа корупција. Значи треба да имаат фер критериуми да сме, значи треба да действуваме како по Европа за да влеземе. Сега тие не сме ги исполниле, ама сега ако прашуваш дали заслужува, ако заслужува полуисточна Европа, заслужува и Македонија. Денес ги славиме мирот и единството во Европа. Денес се сеќаваме и одаваме почит на визијата за подобар свет, како и храброста да ја претвориме таа визија во реалност. Визијата и храброст ни се потребни и денеска. Европската унија не е само најуспешниот мировен проект во историјата. Европската приказна е приказна за европските вредности и принципите на демократија, на владење на правото, на слободите и солидарноста, еднаквоста и напредокот. Овие вредности се соочија со внатрешни и надворешни предизвици. Тие предизвици се и ваши предизвици. Затоа што Европската унија што ние денес ја заштитуваме и за која се бориме, Европската унија во која вие утре ќе живеете. Според моето мислење, заслужува и моментално одиме со сигурни чекори кон Европската унија. Мислите дека ги исполнуваме условите за Европска унија? Да, но баш мислам дека не е точно така дека ги исполнуваме, затоа што пример да кажеме со носењето на маските. Пример, голем дел од македонците се во Европска унија, но кога ќе дојдат овде не се понашуваат како да се во Европа. Не знам со кој око ја гледат нашата држава. Дали мислите дека заслужува Македонија да влезе во Европска унија? Не. Зашто? Не знам, така лошо нешто мислам. Здраво на сите. Ме радува што сме собрани во толку голем број по повод на Денот на Европа, 9 мај. Деновиве ја славиме визијата на татковците на денешната Европска унија, крај на војните на европскиот континент и создавање европско семејство составено од различни култури. Овој 9 мај е посебен, затоа што го славимо во знакот на пресвртницата која се случи во вашата земја. Од земја што назадува, вие станавте земја што се двизи во вистинскиот правец. Земја и граѓани кои упутуваат порака до Европа. Yes, we can. Да, ние можеме. Или како што кажа премиерот, сметајте на нас. Тоа го потврдува и неодамнешната изјава на председателот Туск, дека вербата на Европската унија во целиот регион се обнови, благодарение на вашите напори за спроведување реформи, за градење едно општество за сите, за градење консензус околу националните прашања, за јакнење односите со соседите и заедно со Европска унија за справување
со предизвикот на Мојата порака до вас е дека сите ние сме заедно дел од Европа, од европското семејство. Секој од нас може да придонесе за нашата европска иднина, особено најмладите.